Добро утро и од мене, како и моите колеги од Ја сакам Македонија, така и ние во магазин продолжуваме петочки, разиграно во Боја, бидејќи токму најновото музичко парче на мојата гостинка се вика Боја. Денеска ми гостува младата и креативна пејачка и балерина Бојана Арсовска, со која што зборуваме за ова ново авторско дело, за видеозаписот кој што ќе го погледнеме, но и за танцувањето, работата во МОБ, за студирањето и за следните планови врзани за музиката и како ќе го помине ова лето, за сето ова во продолжение, па затоа станете со нас и мојата драга гостинка Бојана после подолго време, неколку месеци помина од како се видовме. Добре дојде во магазин. Добро ме најдов. Како си утрово? Разиграно во Боја гледам. Маичката кажува се против уроци. Да, се трудам да носам повеќе бои, бидејќи еве и песната ја направив, па редно е и тоа да ме отсликува, нели, дека се носам во бои, дека не сум еднобојна. Баш пред почетокот на емисијата разговаравме дека ги сакаме тие живи бои и спотот е таков разигран, живописен и убаво е кога се е во боја, нели? Кога не е само црно-бело. Да. Чија беше идејата за овој наслов? Па најпрво Борис Какуринов, кој што изработи музиката, Борис Какуринов познат како Дево Дупер, ја изработи музиката и името на демо верзијата беше Која боја. И сега тука имавме некои приправки, штркот бара боја, па Бојана, па имавме разни предлози за имиња кои што сакавме да ги искористиме, ама на крај се одлучивме за боја, бидејќи е наједноставно и најмногу даваше значење на самата песна и на она што се пишува и кажува во песната, што се пее поточно. Така, еден од предлозите бил и според твоето име Бојана, па со боја некако да го поврзете во самиот наслов. Бидејќи во самиот текст имате сакам Бојана, како скриено значење дека кога некоја машка персона, како да се изразам, би ми кажал те сакам Бојана, светот би бил розев. Така што затоа некако се одлучивме за боја. Да, многу убава порака и ете интересен спот. Кој се беше задолжен за овој продукт да изгледа вака како што изгледа на крај и самиот спот? Спотот за песната го изработи Владислав Гавриловски. Со него го изработивме и спотот за песната Никогаш доволно, која што ја рачунам како моја прва песна, односно песната со која што се представив на Макфест минатата година. Да. Таа песна ми е многу драга и многу при срце и баш некои од слушателите и моите блиски пријателки, другарки и другари ми кажаа дека таа некако им е посебна, иако и боја им се допаѓа. Така што ако еве некој се ангажира да ја побара песната на YouTube, би сакала еве да ја слушне Никогаш доволно, освен боја. Да, Никогаш доволно некако исто брзо влегуваше во уво, кога се појави направи бум. Така што можеби затоа при срце им останала на некои луѓе. Иако не ти е тоа прва песна, нели пред тоа освои награда и на Охридфест? Да. Со колку добро љубиш? Никогаш доволно ја сметам како прва песна, бидејќи ми е како нова ера во музичкиот свет, би кажала, бидејќи претходните две песни кои што ги изведував на Охридфест, ги работев со Григор Копров, со друг композитор, и се во друг стил, кој што за тие години кои што ги имав тогаш, мислам дека ми одговара, но сега веќе како што созревам и растам, мислам дека овие песни повеќе ми одговараат на мојот сензибилитет и карактер. Така, во позадина ја слушаме току Никогаш доволно. Какви пак сеќавања имаш од Макфест од тогаш? Би сакала можеби повторно да се пријавиш да учествуваш на некој фестивал? Би се пријавила, да, на на некој друг фестивал. Секако, бидејќи на Макфест ми беше навистина преубаво искуство и мислам, ова е клише да се каже, ама кога се работи со добар тим и кога имаш добра енергија и добри луѓе околу себе, секако дека исходот ќе биде добар. Се надевам дека и на публиката им се допадна и мојот настап, и спотот, и песната, и верувам дека ќе се слуша песната и понатаму. Така што, да, би учествувала и на други фестивали, не се одрекувам од тоа да не испробувам нови работи, бидејќи мислам дека треба да се експериментира за да се пронедеш себе си во повеќе сфери и да видиш што најмногу ти одговара и лежи. Да, ништо не е исклучено, ти секогаш оставаш свој печат, свој белег во песните, па ти оставаат ли простори, нели, авторите на песните и оние со кои што соработуваш и за спотовите, да даваш свои идеи, да осмислуваш како тоа ќе изгледа? Секако, да. Јас и приватно имам многу цврст карактер и кога сакам нешто да направам, сакам да биде не точно како што јас сум го замислила, секако прифаќам нели и сугестии, да направам и компромиси се, ама сакам да си дадам свое лично мислење и свој личен печат
бидејќи сметам дека без да можеш да го искажеш своето мислење, нема да треба да се слушаш интуицијата и како што таа ти кажува, така да постапуваш во животот, така се водам и за песните. Сакам песните да ми се допаѓаат прво мене, бидејќи сепак ние што ја работиме песната сме првите кои што ја слушаме самата песна. И ако сметам дека песната е добра и дека ќе биде слушана, тоа не може да се да се каже за сигурност. Да, да се предвиди, но да се предвиди, да, но се трудиме да биде така. А тимот секако ми дава слобода да си кажам и свое мислење и секогаш сум прашана за се, така што за тоа немам замерки воопшто. Добре, нема отпор од нивна страна. Да, точно. Туку заедно се договарате. Точно. Во однос пак на оваа песна исто би те прашала за коментарите, за Боја. Што е оно што го слушаш, го добиваш најчесто како поддршка, позитивна критика од луѓе кои што досега ја слушнале, бидејќи е нели нова, свежа песна да ја наречеме? Па баш како што кажа ти, сите ми кажаа дека е свежа песна и дека соодветствува со летниот период и со боите и дека нема друга песна за Бојана до сега. Како што кажа, веќе во неколку изминати интервјуа, освен една песна за Шабан Шаулич, нема друга песна за Бојана, па еве оваа нека биде една за сите Бојани песна посветена. До сега имам многу позитивни коментари и многу ми е мило што еве и во театарот, во Македонско опера и балет, каде што јас танцувам, другарки, колеги си ја пеат нонстоп песната и многу ми е мило кога ќе ги слушнам. Ми се прави денот. Па може ли да направите ети некоја кореографија или да се искористи песната за некоја представа? Може, сигурно ќе биде нешто. Веќе кога ти си таму и да се избориш за тоа, нели заедно со твоите колеги и другарки кои што кажат дека те поддржуваат. Како оди работата во МОП, колку време си веќе таму, дали е тешко да се избалансира со сите овие обврски на млади години? Да. Па јас во МОП сум ангажирана уште од основно, кога бев во основно училиште. Се до сега, моментално и студирам на факултетот за музичка уметност. Ангажманите во МОП се секојдневни, бидејќи таму сме исто како да сме вработени со цело работно време. Ама успева да се балансира се и да постигнеш се, бидејќи па и факултетот и МОП се блиску и вокацијски, а и музиката е многу приближна до танцот, така што бидејќи многу сакам да ги правам двете работи, затоа и успевам да ги направам двете работи, иако некогаш физички е најтешко, напорот е голем, ама се успева. Да, ти имаше љубови кон хип-хопот порано. Да. И ти беше ли тешко можеби да повеќе танцови во исто време ги владееш и ги учиш? Па хип-хоп започнав на 3-годишна возраст и потоа се насочив повеќе кон балетот, веќе професионално се занимавам со класичниот балет. Ама мислам дека јас како личност и мојот карактер има повеќе слоеви, да кажам. И имам повеќе темпераменти, имам една посрамежлива и по-фина, мила страна, а другата ми е малку по-бунтовна, би рекла. Така што и хип-хопот и класичниот балет ми одговара и мислам дека добро успев да ги балансирам двете работи. Така, во однос на музиката, која страна мислиш дека преовладува? Дали она по-бунтовна, динамична, темпераментна, бидејќи и самите песни се така, како што кажавме, нели, брзи, разиграни? На сцена бунтовна, зад сцена другата страна. Да, а си планирала, можеби, си замислувала понекогаш и некоја побавна песна, балада да направиш во иднина или продолжуваш во ова темпо брзо? Си ги сакам брзите песни, ама имаме и една, не би рекла балада, ама една по-спора, така носталгична, меланхолична песна, што имаме сработено и само чека да се сними спот и да биде објавена. Навистина, и како да знаев, те прашав. Го чекаме правото време да се објави песната и мислам дека е многу добра песна. Па добро, може би е малку така за себе како да си се пофалив и за песната, но навистина сметам дека таа песна е многу добра. Едве чекам да ја слушнат сите. Едве чекам и ние, тогаш ќе ни дојдеш и за таа песна на промоција. Секако. А кога сме кај брзите, динамичните, разиграните и живописни видеоспотови, планирам сега да ја погледнеме, ако сакаш и ти се разбира, Боја. Да ужива и публиката, една промоција да направиме ексклузивно на Сител телевизија. Може.
Така го погледнавме видеозаписот за боја. Ти ја избра локацијата да биде се во боја? Да, заедно со снимателот ја избравме локацијата. Најчесто становите сега ги уредуваат во некои крем сиви варијанти и тешко беше да се најде стан во боја, ама мислам дека како кецна десетка овој стан ни се погоди. Искрено многу ми се допаѓа станот, јас дури би живеела таму. Да, и мислам дека исто сакам повеќе бои во прашање кога нели уредување. Со песната. Да. Браво, навистина убаво изгледа, особено со насловот си одговара, нели, со боја. Имаш ли некои анегдоти да споделиш, можеби од снимањето или од подготовките за оваа песна, за видеозаписот? Чекај да размислам. Мислам дека не. Обично секогаш има нешто што се случува зад камерите. Сигурно имало нешто, ама не знам, се беше многу спонтано денот, се убаво си течеше. Мислам дека нема нешто што се случи така спектакуларно. Битно да било сето тоа лежерно и лесно да помине, нели, кога работиш со добра екипа, како што кажа. Да. За летово имаш повеќе планови, можеш да ни споделиш каде се ќе настапуваш, што се може да очекуваме од тебе летово? Имам летово повеќе ангажмани поврзани со балетот. Односно сега на 17 во вторник имаме завршен концерт од факултет, каде што ќе играм дует со мојот најблизок пријател Веселин Трајковски, а во кореографија на Игор Киров, кој што е наш познат светски кореограф, што мислам дека има тука многу пати дојдено. Така, и гостувано. Еве во момент. Поздрав од нас ако не гледа. Да, го поздравувам. Со него исто така спремаме и една негова нова премиера, која што ќе се одигра во јули, затоа он ќе си најави понатаму. Друго, во однос на пењето, во четврток, наредниот четврток на 19-ти, ќе настапувам на Pop 2K. Тоа е настан кој што ќе се одржува во МКЦ, каде што ќе настапуваат Дупер, Young Daddy, Зибомп и нови млади артисти како нас. И еве да се заблагодарам и на нив што ми даваат шанса на мене и на другите артисти да се прикажеме во убава светло, во убава атмосфера и да не слушаат млади луѓе. Така, во колку часот ќе биде тоа, да знае публиката што сака да дојде, да си купи карти на време? Четврток, 19-ти во 8 часот, предпоставувам. Карти има на МК Тикетс. Така, онлайн се купува? Има и во Мака бар, ако некој не може онлайн да купи. Аха, ова ти е прв настап од ваков карактер? Да, после Макфест, да. Да, и со повеќе артисти, нели? Да. Како фестивал? Да. Со повеќе млади, да речеме, артисти од естрадата. Се познавате со сите приватно, за Дупер, нели знаеме, но и со останатите? Да, се познавам и со другите. Има ли подршка меѓу младите артисти, кои што допрва почнуваат и градат кариера? Има подршка, се следат ли едни со други? Па да, има поддршка. Често вака се запознаваме на настани или на некои журки, не знам вечерни, како би кажала. Има поддршка секако, мислам дека нема причина да нема поддршка, бидејќи секој си го прави своето. Не гледам конкуренција, бидејќи секој носи нешто ново на сцената, некој свој личен печат, така што си се поддржувам и треба така да продолжи. Да, кажа дека летото ете ќе ти биде исполнето и со танцување, и со пеење. Во однос на танцувањето спомна дует, танцов партнер. Да. Така, а во Охрид со кого настапуваше на Охрид? Истиот. Така, да. Со истиот. Таму освои награда за сценски настап. Да. Пред колку години беше тоа, потсетина? Пред 2 месечини, да. Така, таа беше песна која што беше соработка со Копров? Со Копров, да. Првите 2 песни, Колку добро љубиш и Гласна тишина беа со Копров, а останатите 2 со Никогаш доволно со Борис и Бокса, а Боја само со Борис. Бидејќи зборуваме и за танцувањето и за пењето, предлагам да го погледнеме и тој сценски настап, односно Колку добро љубиш, песната од Охрид Фест, малку да се потсетиме како тоа изгледало и за што всушност ти си добила награда на таа сцена. Ова е твој колега од МОП, така? Да, точно. Која возраст сте таму младите, нели, кои што доаѓате, кои што сте ете веќе со години? Бидејќи кажа од основно, но после средно се вработувате или како оди тој процес? Добро прашање. После средно, нели, кој има можности, кој планира да се занимава и понатаму со балетот, оди во Македонска опера и балет. Млади има доста моментално, кои што не се вработени, некои од нив хонорарци, некои не.
Претежно се моја возраст 2 години помали или поголеми. 21 имаш. Да, 21 имам јас, да. Еве за среќа мојот колега и пријател Веселин, он е веќе вработен во МОБ, значи нема врска дали се уште студираш. Ако ти се погодина или периодот и ако има аудиција, бидејќи не секоја година има аудиција за вработување, можеш да се вработиш, нели? Ама ќе видиме како ќе течат понатаму работите и се надевам дека и ние што сме нели потенцијални за вработување ќе се вработиме наскоро. Така, какви се тие аудиции, што се покажувате на нив, колку време се подготвувате? Па нас репетиторите и педагозите веќе не знаат нели во МУБ, бидејќи сме постојано таму. Но на аудицијата се прикажува балетски час, така што се земаат во предвид нели целото искуство изминато што го имаме, принесуваш CV, така што се е земено во обзир и среќа малку. Да, среќа, да, секогаш треба, Да. нели? Среќа, дали некој ти ја вкорени таа љубов кон балетот, кон танцот, или сама си изјавила желба кога си била мала, нели, од најрана возраст се почнува со балет? Јас во студиото во кое што танцував хип-хоп, брейкалек, како да кажам, основачот на брейкалек, Андрејана Јаневска, она е балерина во Македонската опера и балет и она некако им посочи на моите дека убаво би било да ме запишат и на класичен балет. Така што таму почна се, а понатака самата љубов си се развиваше кога јас почнав да го гледам со своји очи нештото и да вложувам труд, напор и целата дисциплина и танцот секако го сакам. Класичниот балет некако само придонесе сето тоа да се оформи, нели? Значи, сепак бил хип-хопот прв, па балетот? Да. Да, колку е Хип-хопот уште онака си го чувствувам како прва љубов. Да. Има посебно место кај мене. Да, сега пак колку е тешко, нели, да се танцува, да се вежба, во смисла колку често треба сето тоа да се сработи пред некоја представа, пред некој настап. Колков период е потребен? Во Македонската опера и балет секојдневно вежбаме. Најпрво започнува денот со балетски час, загревање, за престојните проби што следат понатаму. Во текот на денот представите кои што се тој месец на репертоар се подготвуваат исто така секојдневно. А дополнителни активности, јас сметам дека активности во смисла на некоја физичка подготовка како теретана, пилатес, сметам дека секој треба да посетува, бидејќи многу помагаат и во самата балетска уметност. А и општо луѓето, нели, за правилно држање на грбот, за постурата и слично. Така, тебе што ти помага? Одиш и во теретана или пилатес или некој друг спорт, можеби ти исто приспрт? Да, испробував што најмногу одговара на моето тело. Одев и на пилатес, моментално одам во теретана и вежбам со личен тренер кој што ми дава вежби соодветни за она што мене ми е потребно. Бидејќи за балетот треба поинаква мускулатура, поиздолжени мускули, по-нели витко тело, што јас се трудам да го постигнам. Да, дали тоа значи дека се внимава тука и на исхрана и на се што се внесува, нели? На исхрана секако треба да се внимава, да. Од моје лично искуство имам цела историја со таа исхрана и притисоци што се вршеа, нели, дека треба да се ослабе за да може да носиш балетски костим, за да играш на сцената, нели, се тоа, ама се трудам еве да го пребродам сето тоа и да почнам не толку да размислувам на изгледот, бидејќи мислам дека на моменти се заборава самата суштина на танцот. Секако треба да постои совршена техника и естетски изглед, но суштината е дека треба на сцената да прикажеш некоја емоција, нешто свое и карактер и да уживаш во тоа што го танцуваш. Најчесто тоа се заборава и веќе не се ужива за жал во балетската уметност, што многу се фокусира на погрешни работи. Само строго, нели, физички изглед или килажа. Знае ли тоа да прави притисок и на други млади девојчиња кога се во некои, да речеме, тинејџерски години, пубертет, за некого и критични години се тие, нели, додека се расте, додека се созрева, да влијае негативно? Има многу случаеви такви. Дури и послабите девојчиња добиваат критики во однос на изгледот. Тоа е нормално во нашата балетска уметност, иако не треба така да биде според мене.
бидејќи мене лично ми смета начинот на кажување на работите и пристапот кон нештото. Сметам дека тоа може на многу подобар начин да се каже и секако ако има добра поддршка за сето тоа. Сметам, например, дека македонското превеле треба да има нутриционист и нели масер за доколку има повреди за такви работи. Така што, бидејќи не се знае начинот на кој што ќе се каже нештото, како ќе влијае на личноста. Не секој го разбира на ист начин нештото, некој може повоше да го поднесе тоа и нели да се изгладнува, не дај Боже. И јас имав таква историја, еве, од моето лично искуство, кога бев премногу слаба, па потоа повторно накачив килажа, па сега балансирам, ама најбитно е да се зачува здравјето пред се и потоа се ќе си дојде. Да, нели треба да си добар педагог, да знаеш како да го пренесеш знаењето или да кажеш, да не биде тоа нели сватено како навреда или некој да отиде во друга крајност пак да се изгладнува, како што кажати. Имаш ли можеби неостварена желба за некоја улога во представа, за некако да се представиш пред публиката, а не си можела досега, да речеме, не си имала прилика? Па има ли животни улоги во твојата професија? Може би Ромео и Јулија би сакала од класичниот репертоар да играм, заедно со мојот партнер Веселин. Така, да. Да, ние сонуваме да играме заедно. За среќа ќе ни се оствари еве да играме заедно дует сега. Меѓутоа немам друга улога која што би издвоила. Јас веќе имам настапувано во Александрински театар, тоа е во Санкт Петерсбург во Русија, и на други светски сцени, така што ете таа би била нека улога која би издвоила, ама друго не. Какво е чувството на некоја друга светска сцена надвор од нашите граници? Многу добро. Атмосферата? Многу добро и баш летен период бев таму и секогаш кога доаѓа тој период секоја наредна година си се навраќам на Русија и многу би сакала пак да ја посетам и навистина запознав предобри луѓе и научив многу нови работи кои што до ден денеска ми помагаат во сето тоа што го правам. Да, е сигурно голема чест и задоволство да се настапи нели на таква сцена. Јас ти посакувам уште многу такви настапи. Благодарам. Една блескава светла иднина и во однос на музиката. Те чекаме повторно со некоја промоција, бидејќи кажа дека подготвуваш веќе авторски парчиња. Да, фала ти многу за поканата и се гледаме. Се гледаме повторно, ние ќе продолжиме со музика, секако од Бојана Арсовска и никогаш доволно да се подсетиме и на овој видеозапис. Ви имајте убав викенд, драги мои, и останете со програмата на Сител.